Пред извесен период јавното предпријатие ИСР од Штип ја стави во функција фонтаната кај Суитлакот. Она што ќе следува до крајот на оваа недела е ставање во функција на јавните чешми на уште неколку локации во градот. Јас се надевам дека до крајот на неделата, дека трите кои што планираме да ги ставиме во функција, тоа е населбата 8 ноември, во Сењак и во населбата Баби, дека ќе ги реализираме. Меѓутоа користам оваа можност да апелирам до граѓаните да не ги оставаат славините отворени, а уште помалку да ги крадат. Да си го чуваат оно што е наш заеднички имот. Токму поради несовесноста на дел од граѓаните, голем број од јавните чешми не работат. Повозрастните штипјани за ова ја обвинуваат помладата генерација. Намерно го прават, а не треба да го прават. Не треба да го прават затоа што е потребно. Многу е потребно. Летно време особено е потребна водата. Ама ноќи што шетат младите. Треба секој во граѓанин да води сметка зашо тоа да се уништи. Ама ете има секој народ. И САР ги прави, ама без фајда што ги прави кога гледам јас у Стара Чаршија фонтана, додека ја направат, утрето отиде ни чешма, ни вода, ништо. Ништо не е крив и САР. Тоа се криви луѓето. Не знам на младите што им смета да ја уништува водата. Водата е живот. Во последниот период, најголем број од нашите сограѓани попладневните часови ги поминуваат на градскиот плоштад, каде постои фонтана, но и таа не функционира, а пак на патеката под Исарот, каде највечер се рекреираат, не постои ниту чешма, ниту фонтана. Фонтаната на плоштадот треба да се обнови, кај неа е проблем одводот на водата е многу неадекватен за функционирање, земајќи во обзир дека дел од несовесните граѓани пуштаат каменчиња и со што ја прават нефункционална, односно наместо вишокот на вода да оди во одводу, автоматски таа се разлива по плоштадот, што воопшто не е добра гледка. Оно што недостасува е чешма, односно фонтана на шеталиштето покрај река Брегалница. Имате ли во план да се направи таму нешто? Па во неколку наврати е разговарано. Своевремено се разговараше дека таму имат некои планови за позади Исаро да се направи као место каде што граѓаните можат меѓу другото и кафе да се напијат, па мислам дека во тоа време би можело, кога ќе се има цел концепт на сета таа идеја, во тоа време да се спроведе и јавната чешма и тоа што е планирано како објект за одмор на граѓаните. Во меѓувреме, во јавното предпријатие ИСР размислуваат за реконструкција на фонтаните и јавните чешми кои се целосно демолирани од страна на нашите сограѓани. Останува на нашата совест да го зачуваме тоа што некој го направил за наше добро.